Нашите струки се актуелни, се барани на пазарот, ги имаме најразлични струки. Во моментов и самата држава ги поддржува техничките струки и стручното образование, така да мислам дека нема да сгрешите. Располагаме со образован кадар, добро опремени училници, добро опремена училница по практична настава и имаме соработка моментално со две компании од бизнис секторот, Витаминка и Гентерм, во така нареченото дуално образование, во кое се запишуваат секоја година и тие ученици се стипендирани и од самите фирми и од државата. Стипендии се обезбедуваат и за останатите ученици кои ќе се запиша во оваа електротехничка струка. Инаку да ги спомнам најбараните на почеток можеби, тоа се електротехничар за компјутерска техника и автоматика или програмери. Сите знаеме денеска програмерите дека се меѓу најплатените во државава и во светот. Потоа имаме електротехничар за електроника и телекомуникации, со развојот на мобилната телефонија, се побарана и побарана струка. Потоа ги имаме стандардните електротехничар енергетичар, каде што ништо без нив не може да биде. Ни една фабрика, ни една фирма, а тука би го споменал и трендот да се местат фотоволтаици, да се произведува секое домаќинство електрична енергија, да ја продава, да ја користи за собствени потреби. Тие сите се, да речем, профили од 4 годишно траење. Профили од 3 годишно траење кои се ги имаме електричар и автоелектроничар. Денеска гледате дека трендот во западните земји да имаме се повеќе и повеќе електрични автомобили, класичните автомобили на бензин, на нафта, на дизел гориво, да се исфрлат како загадувачи, така да се повеќе и повеќе се отвора можност за нивна имплементација и соодветно вработување како во домашни сервиси, така и во странски сервиси. Би го истакнал профилот техничар за индустријска мехатроника, тој е во соработка со Германската стопанска комора, значи така нареченото дуално образование, каде што се запишуваат 10 ученици. Јас сум класен на првата генерација и учениците кои се запишаа на времето во таа струка се презадоволни од соработката, си имаат своји ментори во фирмите каде што повторно ќе ги спомнам Витаминка и Гентерм. Ако се запишите кај нас нема да сгрешите. Нашето училиште запишува 4 профили од машинска струка во време траење од 4 години и тоа се машински техничар, техничар за производно машинство, машинско-енергетски техничар и машински техничар за моторни возила и исто така 2 профили со 3 годишно образование, автомеханичар и машински механичар. За машинската струка конкретно можам да потенцирам дека практичната обука и стекнувањето на практични вештини во сите профили се изведува во реални компании од нашата општина. Имаме соработка со голем број на компании, каде што учениците реализираат практична настава и учење преку работа кај работодавач. Профилот техничар за производно машинство е дуална паралелка и таа дуална паралелка е во соработка со компанијата ВИК. Германската компанија ВИК. Конкретно за овој профил, односно за оваа дуална паралелка, учениците се стипендирани од страна на Министерството за образование, меѓутоа се финансирани, односно земаат месечен надоместок и од компанијата каде што изведуваат практична обука. Во дуалната паралелка бројот на часови за учење преку работа кај работодавач е зголемен. Учениците од втора година еден ден во неделата реализираат практична обука во ВИК, а учениците од трета и од четврта година по 2 дена во неделата во истата компанија. Трендот, односно потребата на компаниите и на стопанството од кадар од машинска струка ги прави сите наши профили атрактивни за запишување, затоа што
потребата во стопанството е зголемена и можноста за вработување веднаш после запишувањето на стручното образование е поголема. Во склоп на Средното општинско училиште Ристе Скиричко од Прилеп, веќе 17 години успешно функционира сообраќајната струка, која што е составена од два профила. И тоа техничар за транспорт, шпедиција и логистика во сообраќајот, како мешана паралелка, и техничар за патен сообраќај. Овие години наназад можам да кажам дека имаме навистина голем интерес од страна на завршените 9 одделенци. Зошто е тоа така? Тоа е така заради тоа што јазикот на сообраќајот всушност го познаваат сите ширум светот и добро е да го опознаваме и ние тука, како локална средина. Исто така, ова е нашата благородна функција, односно спасувањето на животи и односно животот кој што можеме ние да го заштитиме, стварно представува нешто благородно. Што понатаму, дали учениците можат со средното образование да најдат свое вработување, да, во секој случај може да се формира сопствена компанија, може да работат во шпедиција, која што во нашиот град па и пошироко ги има неколку, може да работат во големиот број на автошколи кои што функционираат, може да работат во секоја компанија која што има возен парк. Меѓутоа, да се надеваме дека добар дел од учениците ќе го продолжат своето школување и ќе станат наши колеги, односно дипломирани сообраќајни инженери. Нивната должност е далеку поблагородна. Всушност, тие го организираат целокупниот сообраќај. Меѓутоа, едниот профил, техничарот за транспорт и шпедиција, има можности да го продолжи своето школување во склоп на шпедицијски и царински факултети кои што ги има во Македонија и истите да станат дипломирани цариници. Исто така, во склоп на сообраќајната струка функционира сообраќајната училишна единица која што за наша среќа и радост кај учениците предизвика голем интерес. Овие 2 години со пандемијата имаше мал застој, меѓутоа сообраќајната училишна единица не е изгасната и таа зема активно учество на сите поголеми избиднувања кои што се случуваат во нашиот град, со тоа што возможуваат да се изврши промена на режимот на сообраќајот, каде што учениците од ова училиште успешно ги совладуваат сите препреки кои што пред нив ги дал Министерството за внатрешни работи. Соработката со нив ќе продолжи и во иднина. Затоа ги поканувам учениците од 9-то одделение да дојдат на отворениот ден кој што ќе биде во нашето училиште на 31.5. од 11 до 13 часот и тука подробно да се запознаат со дејноста сообраќај и со нивната идна професија. Од 2009 година во нашето училиште со Ристе Скиричко успешно се запишува паралелка во струката спортска гимназија. Се запишуваат активни спортисти, ученици кои што биле активни или оние сите кои што го сакаат спортот. Што е карактеристично за оваа струка? Се изучува гимназиска програма на образование и секоја наредна година програмата или планот се надополнува со стручни предмети или предмети од стручното образовно подрачје. 4 години во текот на образованието учениците изучуваат два странски јазици, англиски и вторострански француски или германски јазик. Карактеристично за струката е тоа што е продна понатаму на било кој факултет учениците можат да си се запишат како свое понатамошно образование. Со нашата струка или учениците од паралелките на спортска гимназија успешно настапуваме на општински, регионални и државни надпреварувања организирани од страна на Федерацијата на училишен спорт на Македонија. Се надевам дека и оваа година без проблем ќе запишеме паралелка во спортска гимназија, без разлика што бодовите се 50. Треба да се знае дека во оваа паралелка учениците за да се запишат, приоритет е да го поминат и тестот за психомоторни способности, кој што е наменет и адаптиран за нивната возраст и нивните моторни знаења.
Графичката струка е една од поновите струки во нашето училиште и доста атрактивна. Секоја година имаме голем интерес за упис од страна на учениците. Во нашата струка изучуваме предмети кои што се поврзани со графичарството, со печатењето, со графичкиот дизајн. Се изучуваат програми и софтвери како што се Photoshop, Illustrator, InDesign и други слични програми за обработка на фотографии, за дизајнирање на различни производи како постери, книги, весници, списанија, визит карти и така натаму. Во последно време знаеме дека графичкиот дизајн е една од поважните гранки во индустријата и перспективни затоа што младите можат да најдат работа по компании кои што секој имаат секако потреба од графички дизајн, но исто така можат да работат и самостојно на сопствени проекти, односно да се вработуваат самите, односно да работат од дома. Во склоп на графичката струка имаме два профили, запишуваме една паралелка. Од минатата година новитет е што имаме и нов профил, а тоа е графички уредник и дизајнер. Во склоп на нашата струка исто имаме и фотографска секција. Учениците кои што сакаат да научат повеќе за тајните на фотографијата, обработката на фотографијата, како функционира фотографскиот апарат и слично. Имаме практична настава на учениците, обезбедено во компании во нашата општина, каде што учениците не само теоретски, туку и практично можат да ги усовршат своите вештини и да бидат спремни после завршувањето на средното образование да можат да најдат работа која што би била и добро платена. Во наша близина исто имаме и графички факултет за тие ученици кои што би се одлучиле да продолжат и понатаму да го завршат и да го закружат образованието и со високо образование. Условите за работа во графичката струка се навистина идеални. Имаме целосно опремена графичка работилница со најнови машини кои што се во графичарството. Исто така имаме опремени кабинети со паметни табли и со компјутери за непречено одвивање на наставата.